математика. Најнапред ќе ви кажам што треба да подготвите за овој час. А тоа е тетрадка, молив, учебник по математика број 2, кој што подоцна ќе треба да го отворите на страна 32. Потоа, табелата стотка, која што ќе ја најдете во учебникот број 3 на последната страна, и некаде низ учебникот, а доколку ви е потребна, бројна оска до 20. Додека го подготвувате ова, јас ќе ви кажам што вие треба да научите овој час. Треба да ги разберете и да почнете да ги применувате новите за вас поими претходник и следбеник, а исто така и да определувате претходен и следен број на даден број во обем на 100. Ако сме подготвени да започнеме. Дедото и репката. На една фарма си живееше еден дедо. Дедото еден ден во својата градина насади репка. Секој ден се грижеше за неа. Така репката порасна многу голема. Дедото посака да ја откорне. Се фати за репката, па почна да трга. Лево, десно, напред, назад, но репката не сакаше да се помести. Ја повика бабата за да му помогне да ја откорнат репката. Така дедото се фати за репката, а бабата по дедото, па заедно почнаа да влечат лево, десно, напред, назад, но репката не сакаше да се помести. Бабата ја повика нивната внучка да им помогне да ја откорнат репката. И така, дедото по репката, бабата по дедото, внучката по бабата почнаа да влечат лево, десно, напред, назад, но репката не сакаше да се помести. Внучката реши да го повика кучето Шарко да им помогне. И така сите заедно се фатија за работа да ја откорнат големата репка. Се поредија дедото по репката, бабата по дедото, внучката по бабата, кучето по внучката, почнаа да влечат лево, десно, напред, назад, но репката никако не сакаше да се помести. Се досети Шарко на својот другар мачето Мјавко. Се наредија еден позади друг. Мачето по кучето, кучето по внучката, внучката по бабата, бабата по дедото и дедото за репката. Се фати дедото цврсто за репката и сите заедно почнаа да влечат напред, назад, лево, десно, но оваа репка навистина беше голема и не сакаше да се помести. Откако добро се измачија и не ја откорнаа репката, Мјавко побара помош од малото глувче Сивко. Сивко беше добро и вредно глувче, сакаше да помага на сите. Затоа, кога мачето му ја раскаже нивната мака, веднаш потрча на помош. И така одново почнаа. Се поредија сите еден позади друг. Глувчето по мачето, мачето по кучето, кучето по внучката, внучката по бабата, бабата по дедото и дедото за репката. Се фати дедото цврсто за репката и сите заедно почнаа да влечат напред, назад, лево, десно. Одеднаш големата репка се откорна од земјата и се најде во рацете на дедото. Дали малиот Сивко беше толку силен или силата им беше во сите нив заедно? Тоа вие ќе го кажете, драги деца. Но тоа ќе го дискутирате малку подоцна. Сега сигурно се прашувате зошто оваа наставничка на час по математика ни ја чита приказната за дедото и репката. Па тоа е затоа што сакам да ве воведам во ова што ќе го учиме денес. Исто како во приказната. Дедото по репката, бабата по дедото, а дедото пред бабата. А, например, евеа бабата. Кој бил по неа? По неа била внучката. А по неа кучето. А пред кучето била внучката, а по кучето мачето, а пред мачето кучето.
Ха-ха, ова веќе станува збунувачко. Така е. Како што биле наредени ликовите во приказната, така се редат и броевите во бројните низи. Тие стојат еден зад друг или еден пред друг. Како мислите вие? Ајде да видиме. Евеа бројната оска до 20. Ајде да ги повториме броевите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и назад 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ако ги знаеме броевите во растечка и опаѓачка низа, ова што денес ќе го учиме воопшто нема да ни представува проблем. Еве на пример, бројот 9. Пред него се наоѓа бројот 8, а по него бројот 10. Еве го бројот 14. Пред него е бројот 13, а по него е бројот 15. Исто како што бројот 4, а пред него 3, а по него 5. 4, 3, 5. 14, 13, 15. И се така и со другите десетки. Меѓутоа, вие знаете дека броевите не се само до 20. Туку имаме и броеви што продолжуваат од 20 па до 100 и над 100 до бескрај. Ајде сега да ги повториме целите десетки. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. И обратно. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Доколку ги знаеме целите десетки, нема да ни представува проблем да одредуваме број што е во крајот или на почетокот на некоја десетка. Еве, на пример, бројот 29. Пред него е бројот 28, а по него е бројот 30. Исто како што е бројот 9, пред него 8, а по него 10. И бројот 59. Пред него 58, па 60. Значи, мора да знаеме дека после 50 цела десетка е 60, па затоа после 59 цела десетка што следува после 50 е десетката 60. Ако го земеме бројот 80, пред него, пред 80 која десетка е? Десетката 70. И како што завршува првата десетка 9 со едноцифрен број, па имаме 10, така и 79 ќе биде пред бројот 80. Но после него, кој број? Овде нема број? Зарем нема после овој број веќе? Па секако дека има, но тие броеви продолжуваат во наредна десетка. Значи, после 80 ќе следува 81. Еве го бројот 99. Пред него, како што пред 9 е 8, пред 99 ќе биде 98. Како што по 9 е 10, по 99 ќе биде бројот 100, затоа што после 90, како цела десетка, следува бројот 100 како цела десетка, тоест една цела стотка. Ајде уште малку да повежбаме. Еве го бројот 34. Пред него е бројот 33, а по него е 35. Исто како што 4, пред него 3, по него 5. Така е и со бројот 64. Пред 4 е 3, а пред 64 ќе биде 63.
а после 64 ќе биде 65, исто како што после 4 е бројот 5. Се надевам дека ова ви е јасно. Еве сега ќе одредуваме дадени броеви. Бројот 60. Каде е бројот 60? На табелата стотка. Еве го. И сега погодуваме. Пред него е 59, а по него ќе биде после 60. Па секако 61. Бројот 19. Пред него бројот 18, а по него бројот 20. Понатаму 73, 99 и 55. Ајде да им одредиме. Броеви што се наоѓаат пред и после нив. 73 еве го на табелата стотка, пред него 72, по него 74. За 99, како што кажавме и предмалку, пред него 98, а по него бројот 100. 55. Еве го, на средината на табелата стотка, пред него 54, а по него 56. И јас искрено се надевам дека ова ви е јасно. Значи, бројот што следува после некој број се нарекува следбеник. Следува следбеник. А бројот што му претходи на некој број се вика претходник. Пред него значи претходник. Тоа најлесно ќе го запомтите со нешто што веќе го имаме учено. Еве сега овде имаме неколку звезди. Ако ги изброите звездичките, а знам дека ќе ги изброите, ќе видиме дека тука има колку звездички. Така е, 14. За една помалку ќе останат колку? 13, а за една повеќе ќе бидат 15. Тоа е, значи бројот 13 е претходник на бројот 14, а бројот 15 е следбеник на бројот 14. Претходник и следбеник. Значи, претходник, следбеник. Еве, и овде имаме 15 триаголничиња, за едно помалку ќе бидат 14, а за едно повеќе 16. Значи 14 е претходник на бројот 15, а 16 е следбеник на бројот 15. Овде пак имаме 18 срциња. Ако едно срценце земеме, ќе ни останат 17, што е претходник на бројот 18. Ако додадеме уште едно срценце, тогаш ќе имаме 19. Значи, 17 е претходник на бројот 18, а следбеник на бројот 18 е бројот 19. Се надевам дека ова ви е јасно. Ајде сега, време е за вас. Вие сте на потек. Ставете го видеото на пауза и обидете се да ги откриете претходникот и следбеникот на даден број. Значи, овие ви се броеви што ви се дадени. Овде треба да направите табела од нивните претходници, а овде од нивните следбеници. Ве оставам за кратко да се провериме. Се надевам дека сте готови. А сега направете проверка. Дали точно сте ги погодиле? Бројот 15, негов претходник е 14, а негов следбеник
16. Претходник на бројот 11, 10, а следбеник 12. Претходник на бројот 7 е бројот 6, а следбеник 8. Претходник на 16 е бројот 15, а следбеник 17. Претходник на бројот 9 е бројот 8, а следбеник бројот 10. Така е. И сега може да направите уште една пауза за самостојно да ги одговорите барањата. Но овој пат обидете се без табелата стотка. Доколку сте готови, еве ви точни одговори за да проверите во вашата тетрадка дали точно сте ги откриле претходниците и следбениците на дадените броеви. Се надевам дека ова е веќе лесно за вас. А ако се уште не ви е лесно, не се обесхрабрувајте. Имам уште други начини со кои што никако нема да се секирате дека не ви е јасно. Ова е уште една дополнителна задача за оние што се малку поупорни и што многу добро сакаат ова да го совладаат. Вежбај и усоврши се. И не заборавај да ја решиш страна 32 во твојот учебник, број 2. А за да ти биде уште полесно, што? Имам за вас нешто многу интересно, а тоа е еден квиз што можете да го играте на вашиот телефон или компјутер. И сега ќе ви го покажам. Вие можете да ги препишете овие букви, точно за да се приклучите на квизот, за да можете да го играте. Значи, откако ќе се поврзате со квизот, притискаме на копчето play и започнуваме. Претходник на бројот 50 е бројот? Го одбираме точниот број. Следбеник на бројот 11 е бројот? Значи, следбеник, дали 2, дали 12, дали 10. Следбеник на 11 е бројот 12. Така, тоа е точен одговор. Претходник на бројот 11 е бројот? Претходник на 11, дали тоа е 2, 12 или 10. Пред 11, претходник 10. Така е. И тука Претходник на бројот 100 можете е да се бројот? скачувате и на некоја скала. Пред бројот 100 е бројот 99, 10 или 90. Секако тоа е 99. И така, драги Следбеник дечиња, на бројот 70 е бројот? кој? 71. Сега ќе ве оставам сами да ја доиграте оваа игра.